Средното општинско училиште Перо Наков отвори Центар за социјално предприемништво со цел на младите да им го приближи концептот за социјалната економија. Центарот представува креативен простор во кој младите ќе имаат можност да развиваат идеи за социјални стартап компании. Покрај поддршката во образованието на младите, Центарот ќе пружа и стручна поддршка и ќе посредува во поврзувањето на сите заинтересирани страни кои што сакаат да се вклучат во работата на социјалните предпријатија или во работата на општествено одговорните компании кои делуваат во пограничниот регион. Ова представува иновативен пристап на вклучување на образовните институции на пазарот. Средното училиште Перо Наков е партнер на Економско-трговската школа од Врање, која е носител на прекограничниот проект Центри за иновативен развој на социјалното предприемништво, современа перспектива на социјалната интеграција на младите, кој се реализира на територијата на Србија и Македонија. Центарот ќе го водат наставници и представници на економскиот сектор, а во неговата работа ќе бидат вклучени и ученици кои што ќе пружаат поддршка на сите заинтересирани страни при отворање на социјалните предпријатија. Проектот го представи проектниот менаџер Јован Јовановиќ, потенцирајќи дека поврзувањето на младите од Куманово и Врање низ институционалната рамка треба да придонесе кон зајакнување на општествените и економските врски на двете погранични подрачја во рамките на идејата Отворен Балкан. Присутните имаа можност да слушнат и предавања за социјална економија и социјално предприемништво. Projekat traje 15 meseci, glavni cilj je da afirmiše mlade da razmišljaju u pravcu socijalne ekonomije. Inače, obe škole imaju ekonomski predmete, tako da već u okviru tih ekonomskih predmeta imaju preduzetništvo. Tako da sada kroz ovaj projekat želimo da istaknemo tu socijalnu komponentu i da uključimo mlade da razmišljaju i razvijaju poslovne i biznis planove u tom smeru, kako bi pokušali da uključimo i stanovništvo koje pripada osetljivim grupama stanovništva. Tako da, pored otvaranja centra, koji ima inače dvojaku ulogu, ima funkciju da edukuje mlade na jedan savremen način, ideja je da opremljeni kabineti budu slični kancelarijama, tako da mladi nakon rada u centru, kad budu izlazili iz škole, mogu lakše da se snađu u nekom poslovnom okruženju. Средното општинско училиште Перо Наков прв пат има прилика како партнер да учествува во ИПА прекограничен проект, истакна Александра Георгиевска, наставник во училиштето и член на проектниот тим. Центарот е опремен со компјутерска и канцелариска опрема и представува простор во кој младите на современ и иновативен начин ќе ги промовираат вредностите на социјалната економија. Отворањето на Центарот за социјално предприемништво ќе биде реализирано и во Економско-трговската школа во Врање, со што двете погранични страни ќе добијат соодветни услови за поддршка на социјалното предприемништво. Kreće obuka učenika prema saznanjima koje imam sa terena od projektnog tima, velika je zainteresovanost da se uključe, tako da mi je to izuzetno drago. Treća stavka koja je vezana za obuku je pisanje dve monografije ili dva edukativna materijala koji će mladi moći da koriste. Ono što mi je posebno drago što su se pored PEP-a uključila još dva fakulteta Univerziteta Union Nikola Tesla iz Beograda i njihovi profesori su se angažovali da napišu najnovije radove na temu socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva, posmatrano iz različitih uglova. I tu je i pravni aspekt, i socijalni aspekt, i ekonomski aspekt, tako da će te dve monografije koje treba da budu gotove do kraja prve projektne godine biti dragocen edukativni materijal koji ćemo moći da koristimo u nastavi. Центарот е започнат со финансиска помош и поддршка на Европската Унија. Вредноста на опремата за неговото функционирање изнесува околу 20.000 евра. Проектот се имплементира со средства од инструментот за предпристапна помош ИПА-2 и е со вредност од 188.713 евра. Ке трае 15 месеци. ИПА-2 е прекогранична програма која поддржува соработка меѓу две земји и има за цел да ги промовира добрососедските односи, да ја поттикнува европската интеграција, како и општествениот и економски развој.